Како што ќе биде ова голем настан за Римо-католичката црква, ќе биде исто така и голем настан за Република Македонија, татковината во која е родена Агнеза Гонџа Бојаджију, односно мајка Тереза. Македонија и Скопје се поклонуваат пред ликот и делото на мајката на 20 век и затоа со пригодни свечености ќе се приклучат кон овој свети светолчин. А се работи и на програмата на така наречената татковинска прослава насловена како Месец на Свети мајка Тереза. Задолжени за црковно-државната програма се Католичката црква во Скопје и Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, за што се предвидени голем број активности од свечени академии во МАНУ и во Универзитетот Свети Кирил и Методи. Изложби, молитви, разноразни поетски и духовни средби, прогласување на куќата каде се родила Гонџа Бојаджију за светилиште, изложба на фотографии и текстови на мајка Тереза во Рим. На свеченостите, чија централна манифестација ќе се случи на 11 септември на плоштадот Македонија, ќе присуствуваат голем број бискупи од регионот, како и папски представници. Мајка Тереза целиот живот им го посвети на сиромашните и болните, а за нив го формира и редот на милосрдието во Калкута во далечната 1950 година, која се прошири преку 600 мисии во 120 земји со над 5000 сестри. За своето огромно дело во корист на човекот, таа е и добитник на Нобеловата награда за мир во 1979 година, а заблажена од страна на Ватикан е прогласена во 2003 година, односно 6 години по нејзината смрт. Патот за нејзиното прегласување за светица велат од Римо-католичката црква дека се потребни 2 чута. Светата столица како чута ги препозна исцелувањето на тумор на абдомен на индиката Монице Бесре, која тврдела дека медалјонот со ликот на мајка Тереза, која го чувала до себе, почнал да зрачи со сноп бела светлина, пошто бил излекуван и бразилецот кој бил спасен од смртоносна мозочна болест, разбудувајќи се од кома непосредно пред операцијата со сите исчезнати симптоми на болеста. А докторите велеле дека во нивната долгогодишна кариера немале ниту еден случај каде што кога била потребна операција за излекување на оваа болест се случило вакво чудо каде што отпосле симптомите едноставно исчезнале. Како што кажа и ти на почетокот, на светиот чин што ќе се случи во Ватикан, во Рим, во Италија на 4 септември во недела, ќе присуствува и председателот на државата. Ѓорги Иванов ќе биде присутен таму. Во Ватикан од страна на папата Францис ќе биде прогласена, односно ќе се случи канонизацијата на мајка Тереза, односно ќе биде прогласена за светица од како декретот беше потпишан во 2003 година.